Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за циститисот, воспаление на мочниот меру, кое обично е предизвикано од бактериска инфекција и е типична појава за време на ладните месеци во годината. Кои бактерии обично се одговорни за појава на циститисот и на каков начин тие навлегуваат во стерилните мочни патишта? Зошто жените се обично попредиспонирани за овој проблем и колку често кај нив циститисот преминува во една хронична состојба? Како се лекува воспалението, односно инфекцијата на мочниот меур? Помагаат ли загревањето и чаевите? Во кој случај се неопходни антибиотици? Што се тоа антисептици? Имаме навистина многу прашања поврзани со овој здравствен проблем, кој што ќе ги упатиме на доктор Елена Бабаљ-Бансколиева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по нефрологија од специјалната болница за дијализа и нефрологија Дијамет. Започуваме веднаш по рекламниот блок. За воспалението, односно инфекцијата на мочниот меур, денеска зборуваме со доктор Елена Бабаљ-Бансколиева, специјалист по интерна, субспецијалист по нефрологија. Добре ни дојдовте и добар ден. Добро ве најдов и добар ден и на вас. Повеќето од нас, барем еднаш во животот, имале некоја епизода со потреба за ургентно и често мокрење. И тоа било проследено со пецкање или болка. Понекогаш и урината лошо мириса. И сме добиле диагноза циститис. Так. Кој дел од уринарниот тракт, од мочниот систем е зафатен всушност со ова воспаление, односно инфекција? Па да, кога ќе се каже уринарна инфекција, првото нешто што ги асоцира луѓето е циститот, односно воспаление на мочен меур. Но како уринарна инфекција тој е многу широк поим и може да ги зафати уринарните патишта, дури инфекцијата да се прошири и до самите бубреси. Но во случајов за циститот стрикно станува збор за воспаление на мочниот меур, кој што може да биде предизвикан од најразлични причинители, кои што ги даваат таа симптоматологија кај пациентите. Мислам, доста непријатна и ургентна состојба особено кај женската популација. Така, ние издвоивме неколку причини кои што може да доведат до овој проблем. Ќе ги погледнеме веднаш на почетокот на емисијата, а потоа ќе коментираме редоследно, вели, бактериите Ешерихија коли, лекови, користење катетер, хемиски супстанци во производи за хигиена, сексуална активност и предолго задржување на урина, зголемена простата, менопауза, запек, односно обстипација, имушта на вистина многу, но ова се лие најчестите. И веќе започнеме со бактериите. Велат дека Ешерихија коли е причинител во 90% од случаите. Точно. Како оваа бактерија таа е најчест причинител, но не треба да се занемарат и другите причинители, например како Клепсиела протеус, кои што во помал процент се присутни како причинители за цистит. Ешерихијата некако е најзастапена во смисла како што напомена дека се во 90% од популацијата, кој ќе речем во 90% од популацијата ќе ја земе детската популација овдека, затоа што таа е буквално од детска возраст до најстара возраст е еден од најчестите причинители. Ако се земе, почнеме од детскава возраст, најчесто тоа е поврзано со децата неправилниот начин на бришење, памперсот како подолго користење на памперс, односно не спроведување на актот на дефекација во возраста која што е предвидена за децата, например 2 до 3 години максимум, така да сите тие одложувања може да доведат до појава на таков тип на инфекција. Потоа исто така може да доведат најразлични аномалии кои што се јавуваат кај децата, кои што прават рефлукс, односно враќање на урината, и може да направат инфекција на горниот, односно на горните уринарни патишта. Кај да речеме сексуално активната и кај адолесцентите, како главен причинител најчесто се зема исто можеби неправилниот начин на бришење, поради тој краток контакт помеѓу аналниот отвор и уретрата, и всушност е една од главните причини кои што се за појавување на цистит. Исто така користење на базени, користење на тоалети јавни, каде што ако има неправилен начин на хигиена за истото, може да бидат причинител како еден од причинителите за појава на тој тип на инфекција. Во нормални услови, дали овие бактерии што ќе стигнат во мочниот меур со уринирањето, со мокрењето ги исфрламе? Па вака се
да разбиеме еден мит, значи урината не е стерилна. Значи таа е, мислам, нели не живеат овие патогени бактерии, но има едно присуство на нормална флора која што е присутна таму, која што во одредени ситуации при пад на имунитет или пак ако се отвори влезна врата за истото, ќе влезат друг тип на инфекции кои што се жители пак на друго место. Пример Ешерихијата коли, таа е жител на цревната флора. Ентерококите исто така се жител на цревната флора, а доста често се причинители на уринарни инфекции, баш заради тој момент. Така да урината како урина, да, таа е стерилна, нели, кој ќе се земе испитување, се вели дека таа е стерилна после 24 часовна инкубација, но тука се бараат патогените бактерии. Да. Значи не значи тоа отсуство комплетно не значи комплетно на бактерии. отсуство, значи постои нормална флора како што во секој дел од телото, значи дали е уста или било што си има една нормална флора која што си живее таму, која што е потребна. Доколку инфекцијата, односно доколку воспалението на мочниот меур не е предизвикано од бактерија, туку од некој друг предизвикувач кој што ќе ги разгледаме во текот на емисијата, ќе се разликуваат ли симптомите? Па горе-доле да, можеби ќе се разликуваат по интензитет. Например, еве ќе дадам еден типичен пример. Ако имам инфекција со Ешерихија коли, тука се јавуваат едни дизурични текови, значи фреквентно болно мокрење. Често пати кај пациентите се пропратени со одење во тоалет, но немање нагон за мокрење или тоа е многу минимално, да, во форма на капки. Може да се јави температура, може да се јави крв, може да се јави непријатна миризба, заматеност на урината, се зависи од причинителот на воспалението. А има ли некои нетипични симптоми кои што укажуваат исто на ако е веќе во некој влезен во некој да не е тоа хроницитет, но може да се појават со болка во крстот. Значи крстна болка, не, позади. Значи да, крстна болка и може да се јави со еден дискомфорт во долниот дел од абдоменот. Значи чисто како една нелагодност. Некои од пациенти дури имаат и асимптоматска инфекција, која што само визуелниот наод на урина, например заматеност или наод на одредени параметри кои што ни се нас индикатори за инфекција, ќе ги најдеме, но тие немаат никаква симптоматологија, а имаат Ешерихија коли долги години. Така да не секогаш дека, например, акутните инфекции се повеќе проследени со тој тип на симптоматологија и често пати пациентите ги препознаваат. Значи, што е толку драстично промена во нивното симптоматологија која што до тогаш ја немале и затоа всушност и реагираат. А пак пациентите кои што се носители, што има пациенти кои што долго години имаат Ешерихија коли и не се, бројот на во уринокултурата е повеќе или помалце, тие се асимптоматски. Тие се, значи, асимптоматски, да. Ќе појасните подолу во емисијата доколку се асимптоматски, дали тоа треба да се лекува или не, но да продолжиме со останатите причинители на воспалението на мочниот меур. Дали лековите, одредени лекови, одредена терапија може да ни предизвика ваков проблем? Да, секако. Најчесто тоа е поврзано со терапија кај пациенти со карцином. Значи тоа се или радиотерапиите или хемотерапиите. И исто така, например, кај пациенти кои што имаат карцином на бешика, кои што се лекуваат со така наречена имунотерапија, например БСЖ. Тие знаат да предизвикаат воспалителни процеси на бешиката, доколку се, например, од радиотераписка подлога, тие знаат да траат и подолг временски период. Затоа што во тој момент се случува задебелување, значи инфламација на самиот зид на мочниот меур и се појавуваат тие симптоми на чувство на дискомфорт и ургентно уринирање. Кај пациенти кои што се на хемотерапија е малце поспецифична типот на цистит за разлика од радиотерапијата, затоа што тука имаме лек кој што се внесува кај самиот пациент интравенски и всушност воспалението настанува како резултат на разградбата, односно на самиот лек кој што поминува низ целиот систем и тоа е всушност моментот кога тој делува на самата слузница од мочниот меур и го предизвикува моментот за ургентно уринирање. Истото се случува и со имунотерапијата, например со БСЖ-то кој што се инсталира во мочниот меур кај пациенти со карцином на мочен меур, каде што трае 24-48, некогаш можеби и до 72 часа, се јавува со момент на такво ургентно мокрење, со некогаш и со многу минимална количина на урина, а некогаш може да биде пропратено со поголема количина на урина.
Кај пациентите понекогаш има потреба да се стави катетер Така. при различни операции или пак разни нефролошки проблеми. Дали самиот катетер доведува до циститис? Катетерот е една од најчестите влезни врати за уринарна инфекција, особено кај популација кај која што е потребна било каков тип на, да речеме, хируршка интервенција. Почнувајќи од жени, каде што имаме обична цезареа, значи царски рез, каде што мора и породување. Обичното породување не захтева ставање на уринарен катетер. Значи тоа е повеќе царскиот рез задолжително. И било кој друг тип на хируршка интервенција. Секаде каде што нели се е потребно ставањето. Манипулацијата, односно ставањето на уринарниот катетер, доколку е ставен во нестерилни услови, значи не е извршена правилна тоалета на отворот, без разлика дали станува збор за маж или за жена, и доколку се работи со нестерилен, значи нестерилно се манипулира при ставањето на самиот катетер, е една од најчестите влезни врати за уринарна инфекција и една од најтешките кои што се искоренува, можам да кажам. Затоа што често пати тоа се интрахоспитални инфекции кои што се внесуваат во пациентот, тие се имунокомпрометирачки, значи зборам кај тие пациенти кои што се болни, не зборам за жените, нели, кои што се со царски рез, каде што имаме паднат имунитет и често пати многу тешко самата инфекција се бори со вакото, поради тоа што катетерот ако е еднократно ставен, повадењето можеби ќе се среди со правилна терапија, со погодена терапија по антибиограм, ќе се излекува. Но доколку пациентот има хронично менување на уринарен катетер, тука е веќе поголемиот проблем и многу тешко веќе тие пациенти влегуваат во хроницитет. Докторке, а има ли шанси да се добие циститис како резултат на некакви реакции на хемиски иританти во средствата за хигиена? Сапуните, купките и слично? Да, многу често пациентите и реагираат на такво нешто, значи на сапуни, на гелови, било кои типови. Исто така, доста често знаат да реагираат и на најразлични средства кои што се користат при сексуалните односи. Значи најразлични спермициди, спермацидни гелови, кои што сушност ја нарушуваат на некој начин флората, нормалната флора која што е. Значи не се работи за алергија на трешниот зид на мочниот мир, туку за нарушување на флората. Да, тоа е нарушена форма и реакција која што резултира со таков тип. Значи тоа може да не трае долготрајно, но може само непријатно. Пациентите го приметуваат како разлика. Продолжуваме понатаму, вели сексуална активност. Споменавте дека сексуално активните лица се почесто изложени на овој проблем. Зошто е тоа така? Па најверојатно заради тоа што самиот сексуален чин захтева контактот, нели меѓусебен контакт помеѓу две индивидуи. И тоа е тоа што доколку нема некоја правилна хигиена или пак сексуалниот чин е од некој аспект можеби не правилно изведен, знае да внесе било каков тип на принчина, доколку еден од партнерите го има. Значи, доколку го нема, апсолутно дека ништо нема да се случи. Тоа е најчесто доколку еден од партнерите е носител или пак има било каков тип на инфекција, лесно може да го пренесе на својот партнер. И често пати кај овие пациенти, например, особено со Ешерихија коли или со било кој друг причинител, препорачуваме во период на терапија да се користи заштитен сексуален однос, баш заради да не правиме цело време нели пренесување на инфекцијата од едниот на другиот партнер, а некогаш захтева и двата партнери да се лекуваат. Сме имали такви случаи каде што двајцата партнери имате Ешерихија коли, така да некогаш жените кои што добиваат често циститис по сексуален однос, добиваат совет да уринираат веднаш по чинот. Така. На таков начин се намалува ризикот? Па да, се намалува ризикот поради тоа што можноста за навлегување на бактеријата, односно за незината вируленција, односно за зголемување на незиниот број, ќе се намали затоа што веднаш следува празнење на мочниот меур. И плакнење всушност на некој начин, да, и течностите се делот од секојдневието кој што треба константно да се внесуваат и затоа и се препорачува да се направи акт на уринирање после било каков сексуален чин. Одиме понатаму, вели предолго задржување на урина. Често пати се случува да се наоѓаме во некоја институција или пак еви на работното место, некогаш некои не сака да појдат во тоалет, гадливи се смета дека не е доволно чисто и ја држат урината така до дома. Тоа е значи проблем. Тоа е најголем проблем. Затоа што буквално многу пациенти, особено пациенти кои што работат канцелариска работа,
што напоменавте, дека многу голем колектив, значи се користи исти тоалет. Често пати прават задршка на урина и тоа е најголемата грешка која што ја прават. Секогаш и советот кој што се дава на ваквите пациенти кои што кажуваат дека не уринираат или пак долг пат па држат, па или аеродроми па не уринираат, или пак користење на тоалети од авион или нешто слично од тој тип, секогаш се кажува дека мора да се испразни мочниот мер. Зошто? Поради тоа што концентрацијата на урината, еве да дадам еден типичен пример, во текот на еден наш работен ден, занесени во процесот на работа, количеството на течност е сведено на минимум, концентрацијата на урината станува многу силна. Значи таа станува хиперконцентрирана. Тоа значи дека сите токсини од телото кои што се излачуваат се концентрираат во самата урина. Тоа всушност представува една подлога за развиток на бактерии. Значи таа не мора да биде внесена од било каде, но самата концентрација ќе направи да направи подлога за развиток на бактерии. Значи секогаш да се празни мочниот мир, секогаш кога се има потреба да се празни. Да, тоа е една од главните препораки. Понатаму вели зголемена простата кај мажите. Дали циститисот може да биде последица на бенигна хиперплазија на простатата? Кај бенигната простатна хиперплазија не е тоа еден класичен цистит кој што пациентите го добиваат. Они добиваат нагон за уринирање поради притисокот кој што го добиваат од страна на простатата. Значи не дека може да развијат инфекција доколку големината на простатата добие зголемени димензии каде што ќе биде пласиран уринарен катетер. Тогаш веќе имаме комбинација на зголемена простата со уринарна инфекција која што е внесена по пат на уринарен катетер. Но кај пациенти кои што имаат не толку зголемена простата, каде што нема потреба да се стави уринарен катетер, тие добиваат нагон за често мокрење поради моментот од самиот притисок кој што го чувствуваат. Не дека не може да се развие инфекција, мислам кај секој може да се развие инфекција, но не дека е една од главните причини за развитокот. Притисокот кој што го прави и моментот на колекција, пример, на урина, може да доведат, но не во голем процент. А што е со студеното време? Некои кога надвор е ладно чувствуваат почеста потреба за уринирање, за мокрење. Па да, често пати имаме пациенти во амбуланта кои ќе дојдат и ќе кажат ги наладив нозете и добив цистит. Тоа не е тој класичен цистит кој што е поврзан со било кој бактериски причинител. Тој е цистит кој што се резултира на зголемена диуреза заради ладните нозе, односно тој е еден одбранен механизам кој што телото го прави поради штитење од хипотермија, односно од ладење. Значи кога не е ладно, едноставно повеќе се излачува урина. Да, тоа е тој момент. За да се регулира телесната температура? Не да се регулира, туку да се задржи топлината на витално важните органи. Така да тој е еден механизам. Тој е само механизам. И тоа не е поврзано со циститис. А дали во зимскиот период се почести проблемите со циститис, односно со инфекција бактериска? Па искрено да ви кажам, не може, може би така, ама не можам да го разграничам дека е баш така, затоа што инфекциите на мочниот мир се целогодишни. Еве ќе кажам типичен пример, пациентите кои се враќаат од летните одмори, па веќе многу почесто го имаме за разлика на пример во зимскиот период, затоа што користат повеќе базени кога одат на лето. Така да нема некоја, да речеме дека зимскиот период е нешто што е подоминантно во однос на годината. Преминуваме на женското здравје и поврзаноста со инфекциите на мочниот меур. Менопаузата се смета за ризик фактор. Зошто? Па менопаузата, знаете дека е хормонско зафаќање на женското тело, односно падот на естрогените. Падот на естроген е тој што води кон сувост, пример на вагината, доведува до целосно намалување и пореметување на нормалната флора која што живее во едно женско тело и подлога за било каков тип на инфекција. Падот на естрогенот е всушност главниот причинител кај пациенти во менопауза. Велат и дека воопшто жените 20 до 40% од нив во животот сигурно ќе искусат ваков проблем, што значи дека се
Попредиспонирани кон овој проблем. Да. Мажите обично заболуваат од контактот со жените. Значи, поради тоа што и самиот акт на уринирање е различен кај мажот и кај жената, затоа што жените сами затоа и полесно можат да го добијат како причинител било кој бактериски. Пократок е тој канал што Каналот води е од пократок и на пример меур и самиот акт на уринирање е различен во смисла стоечката положба во однос на вакот, значи контактот со било кој тип на контаминант кој што може да влезе како од средината е различен. И затоа мажите почесто се заболуваат на пример од интервенции, било каков тип на, дали тоа цистоскопска интервенција, дали на пример ставање на катетер, зборам како интервенција во целост, или пак евентуално од сексуалниот партнер. Некои жени се жала дека после секое менструално крварење добиваат циститис. Дали менструалниот циклус на некаков начин е поврзан со овој проблем? Па не баш, не би можело да го класифицирам, да, они даваат таков податок, но пак тоа е пак поврзано со нивото на хормони во телото. Но тој не е класичен цистит во смисла да е причинител бактериска инфекција. Тој е само зголемен нагон за уринирање. Да. А што е со бременоста? Бремените жени исто така Многу било дека често. се Многу поподложни често, да, на многу се циститис. подложни, но тука сега имаме еден физиолошки момент кој што е притисок на бебето во карлицата, значи во малата карлица на почетокот и после тоа излагањето од малата карлица, каде што прави притисок и константен задржување на една одредена мала количина, кое што кај одредени трудници може само да биде проследено со ургентно уринирање, но со стерилна урина, значи да не најдеме никаков причинител, едноставно причината е притисокот на плодот внатре. И кај други можеме да најдеме сопричинител кој што се јавува како резултат на притисокот и задршката на урината, кој што пред малку го напоменав дека може да представува една средина за развиток на било каков тип на инфекција. И исто така, доста често сме имали пациентки кои што доаѓаат после гинеколошки прегледи да може да се пожалат се зависени или од степенот на стерилноста, претпоставам дека секој треба да го практикува тој начин на стерилност, но сме имале и такви пациенти кои што доаѓале после одреден тип на гинеколошка преглед или било каков тип друг на интервенција во тој предел. Следниот ризик фактор што го издвоивме во денешната телма амбуланта за појава на циститисот е запекот, односно обстипацијата. Што ова значи? Дали нередовното празнење на цревата може да предизвика проблем со мочниот меур, со бешиката? Тука повеќе се поврзува моментот на притисок. Значи нередовното празнење, задржувањето на целата таа маса на фекаломи кој што е присутна нели во цревата, кој што како таква прави притисок. Но дека ќе направи било каков тип на инфекција, не, да, може да направи затоа што тоа е веќе една средина која што е полна со бактерии, поради тоа што имаме нередовно празнење, па еден неправилен акт на бришење или било каква друга манипулација може да го предизвика и да представува влезна врата. Значи актот на бришење е исклучително важен, особено кај женските. Како треба тој да изгледа? Тој секогаш не треба да изгледа од аналниот отвор према вагината, туку треба да биде обратно. Да. Значи на тоа да се внимава. Да. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта со прашање, почитувани од овој момент емисијата ќе биде контактна, добре дојдени се и вашите јавувања. Ние водиме понатаму со начинот на диагностика, кога некој пациент ќе ги развие сите овие симптоми, како што споменавте, потреба за често уринирање, пецкање, при самиот чин на мокрење, болка, непријатен мирис, заматена урина. Што треба да се направи? Каде да се јават најнапред? Некогаш и на своја рака носат пациентите урина. Да, тоа сакав да го напоменам. Во лабораторија. Често пати пациентите преземаат интервенции на своја рака. Тоа значи дека веднаш почнуваат со антибиотска терапија, почнуваат да пијат чаеви, почнуваат да прават се што ќе слушнат. Бидејќи исклучително непријатно. Да, или евентуално ќе почнат да читаат на интернет. Тоа е првиот погрешен чекор кој што го прават. Уринарната инфекција, доколку е предизвикана од било каков тип на бактериски причинител, треба да се свати сериозно. Во смисла дека треба да се побара
да не ги скокнеме матичните лекари кои што се првата линија која што пациентот се обраќа кај нив, но луѓето кои што лекарите кои што се задолжени за лекувањето на оваа проблематика се нефролозите или евентуално уролозите, нели зависно за што станува збор. Така да веднаш треба да се упатат доколку се појави било каков тип на причинител, за да се даде соодветен тип на терапија, затоа што секој причинител не дека само треба да се даде терапија по антибиограм, туку има и начин на лекување. Значи во однос на време траењето на лекувањето, и тука всушност се прави најголемата грешка. Пациентот после третиот ден ќе се осети дека е малку подобар, ќе ја прекине терапијата и тука се прави грешката и така бактериите, односно циститот влегува во една рекурентна фаза, односно во фаза на повторување, каде што инфекциите се повторуваат и тука е веќе потежок е пристапот кон лекувањето заради тоа што самата бактерија прави резистенција доколку почнале примале неколку типови на антибиотици и веќе друг е начинот на самото лекување. Имаме двајца гледачи на кои што ќе им дадеме предност да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден за првиот гледач. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, дали јас сум во програма? Да, ве слушаме одлично. Значи, вака, во врска со користење на пелени кај возрастен човек. Колку време можат да бидат присутни за да не дојде до тој циститис или воспаление на мочниот меур? Кај бебињата знаеме дека ги менуваме на 2 до 3 часа, меѓутоа овдека уринирањето се врши исклучиво во пелените за возрастни. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, да го слушаме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Не, си исклучил гледачот, повелете. Интересно прашање, зашто доста често пациенти кои што се неподвижни, кои што имаат потреба од користење на пелени, се едни од најчестите пациенти кои што се со било каква бактериски причинител на циститот. Пожелно е да се разбирам дека тоа е процес каде што имаме манипулација на самиот пациент, нели? Вртење, поставување и не е така едноставно. Често пати луѓето се сами со уште еден придружник и не е толку лесно за да може да се изманипулира целиот тој процес. Пожелно е да се прави после второ или трето уринирање, значи кога веќе да не стои тоа со часови, значи исто после 2 до максимум 3 часа, тоа веќе треба да се отстрани заради тоа што самото останување на урината во памперсот си представува подлога за развиток на било каков тип на бактерија. Значи што почесто мерување на пелената. Имаме уште двајца гледачи. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, се надевам дека успешно ќе се вклучи гледачот и ќе го слушнеме неговото прашање. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Во претходната рација вештачки кол. Само нејасно ве слушнавме, значи некаква операција сте правиле, колку што сватив? Да, на вештачки кол со вграден катетер. На што на? Вештачки кол, добро. Добро. Да, со вграден катетер. Добро. Ми се случува после тоа, значи после неколку месеци да не можам да издржам што побрзо да дојдам до тоалетот. Значи и мојно мокрење. Дали е тоа причина од катетерот или треба некој совет да ми даде што да направам? Така, ви благодарам. Дали се уште е присутен катетерот или дали само имате, тогаш? слободно поставете од прашање, значи дали се уште користите катетер? Не, значи само бил во актот на интервенција. Така. Ви благодарам за вклучувањето, повелете. Значи тука треба да се исклучат две можности. Значи често пати може да е внесено било каков инфект, односно бактерија во уринарниот тракт. И треба да се направи една уринокултура како едно основно диагностичко испитување, за да се исклучи дали станува збор за било каков причинител. Ако станува збор за било каков причинител, тогаш треба да се пристапи кон давање на соодветна терапија за лекување на истото. Или често пати кај одреден тип на пациенти знаат после ако значи е поминат краток период од поставувањето на катетерот до појавата на таков нагон за
за недодржување на урина и за појавата на фреквентно мокрење. Често пати кај пациентите има некогаш и самиот момент на присуство на катетерот кој што го имале претходно и чувството кое што го развиваат како, да не речам, страно тело внатре, односно притисок, продолжува и понатак. Но најчесто станува збор за било каков друг на бактериски причинител и првен тука треба да се разграничи, зашто ова другото е да не речеме една неврогена пишика која што знае да резултира со такви симптоми. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете, во Телма амбуланта сте. Кој е вашето прашање? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Јас ли сум на линија? Да, ве во програма сте, повелете. Може да поставам прашање до докторката? Секако, ве слушаме, повелете. Да, пациент 44 години, имам откриено ми бактерија, инфекција, Ешерихија коли и имаше цисти на панкреасо, не знам кај да се обратам како таа инфекција Ешерихија коли да е Претпоставам дека има пациентот цисти на бубрегот. Цисти не може да рече панкреас, па затоа. Да, на бубрегот или на панкреасот имате цисти? На панкреас. На панкреас. Добро, во ред. Ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете. Прво да разграничам дека двете работи не се поврзани една со друга. Значи цисти на панкреас си имаат една симптоматологија и тоа е третирано и лекувано од страна на гастроентеролозите. Доколку станува збор за веќе докажана Ешерихија коли, пристапување тоа што го кажав дека треба да се обрати или на уролог или да се упати на нефролог, каде што ќе се даде соодветен лек према антибиограмот кој што е докажан со одреден временски период. Често пати се дава можеби како монотерапија, односно еден антибиотик, или може да се даде комбинација од два антибиотици или антибиотик со урантисептик, значи има начин на лекување, но се треба да се види во однос на резултатите од антибиограмот. Значи, за да се добијат резултати од антибиограм, потребно е да се направи уринокултура. Значи, се собира урина. Урина се собира првата урина, пожелно утринска, значи. Утринска урина. Среден млаз велат, што значи тоа? Првиот млаз се испушта, значи вака, за да се даде и уринокултурата да биде валидна, првен треба да се направи добра тоалета на гениталните органи. Потоа се пристапува кон испуштање на првиот млаз. Добра. И се фаќа тоа што го напомена средниот млаз. Тоа значи дека треба да се собере во чашката вториот млаз на некој начин, кој што може да се или да се дополни со до крајот целосното уринирање. И треба да се внимава многу со начинот на манипулација на самото контейнерче кој што е за урина. Начинот на затварање и начинот на недопирање од човечкото тело. Затоа што со тоа може да се контаминира со бактерии кои што се нормална флора на кожата или на гениталните органи, каде што секогаш често пати знае да стои дека урината е контаминирана. И во тој случај не може да се добие никаков точен резултат. Потребно ли е се прави уринокултура доколку урината која што сме дале во лабораторија за обична анализа е нормална, значи не покажува некакви изместени параметри? Има пациенти, например, кај кои што во нормалниот наод на урина со седимент кој што ние го велиме, ќе се покажат параметрите за уринарна инфекција. Дали се тоа леукоцити, еритроцити, нитрити, кои што се едни од главните показатели дека станува нитритите, да. Може да има присуство на протеини, може и не мора. Но доста добар диагностички дел е микроскопскиот дел, значи не само со уринарниот стик кој што се прави урината, туку и под микроскоп гледање на истото, затоа што тука се гледаат бактериите. Значи се гледаат дали ги има. И често пати во наодот, например ние кои што го добиваме во нашата болница од нашите колеги, си стои дескриптивен наод, присутно ретко бактерии, доста бактерии, некогаш дури ни го опишуваат и типот на изгледот на бактеријата, кој што често пати може да не наведи да знаеме од самиот седимент за каков тип на бактерија може би станува збор. Сме имали пациенти кои што имаат нормален наод на урина,
а на 1 милион ешерихија коли во урина култура. Значи, во медицината никогаш 2 и 2 не се 4, така и во овој случај, и тоа е многу почесто, например, кај пациенти кои што се со хроницитет. Значи, кај тие пациенти нема да видите буквално никакво пореметување во нормалниот наод на урина, може би pH на урината ќе биде променета, но не нешто може да биде сигнификантно или пак да биде тотално несигнификантно. Уште 20 гледачи ќе вклучиме во програма, ќе ги замолам да видат што појасни, поконцизни со прашањата во интерес на времето. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Молам за воспаление на моќниот меур. Имам проблеми со мокрење од колената. Не слушам. Значи, ви имате проблем со мокрење. Со мокрење, чисто мокрење, не можам да издржам за мокрење. И мокрење, дали тоа можно од колената? Можете да разберете? Не, ништо не можеме да разбереме, многу нејасно се слуша. Да го слушнеме следниот гледач. Нека се јави гледачката повторно, некаков проблем очигледно со линиите има, колку што разбравме проблем со мокрење, некак коронастом, ако не се лажам. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, вас убаво ве слушаме, јасно и гласно, повелете. Пред 2 седмици, на 12 по-точно, правен сам операција на канцер на дебело црево. Добро. И покушава на 17 да ми го извадат катетерот. Не можех да извршам нужда, по-него го ставија. После утрото па ми го ставија на 18 катетер, пак не можех да извршам нужда и сега сум пуштен со дома на домашно лекување со катетер. Значи сега се со катетер? Да, со катетер сме сега. Треба да идеме на контрола на 29:30 и кажаат дека ќе ми го извадат катетерот. Дали може да имам некои проблеми? А кажете ми, дали бевте подлежни на некаква си радиациона терапија, некаква хемотерапија? Значи ништо немате примато терапија? Ништо тоа не е правено, само е правен оперативен зафет. Никакво не користам. Така, ништо не е правено. Значи ништо, никаква терапија немате примано, ниту хемотерапија, ниту зрачна терапија, ништо од сето тоа. Не, само направена операција и потоа тоа што го појаснивте следувало. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што советувате во ваков случај? Значи во вакви случаеви треба да се направи првично еден ехосонографски преглед во пределот на абдоменот и во пределот на уринарниот тракт, за да се види да не има зголемување на простатата. Или пак да не има нешто друго што може би прави притисок внатре. Често пати кај пациентите може да се појави тој акт да не можат да мократ, што напоменав и преска, по поставување на уринарен катетер. Едноставно по нивното вадење пациентите како да имаат стоп во начинот на мокрење. Дали е тоа резултат на задебелување на слузницата во пределот на каналот или на уретрата каде што треба да се изведе актот на уринирање, дали да станува некој стеснување во самиот уринарен канал, треба да се испита и во ваков случај јас би советувала пациентот да се обрати на уролог. Поради тоа што тук ова е веќе уролошка работа. Одиме понатаму, докторке, доколку некој има блага форма на циститис, дали таа може да пројде само од себе, да речеме со примена на топли облоги, некои се загреваат, ставаат термос, ставаат со пегла ќе загреат крпа, па ќе стават во меѓуножјето. Потопијат чаеви во голема количина, чајот брусница, увин чај. Може ли на ваков начин да се реши проблемот без употреба на некаква дополнителна терапија? Може. Значи сме имали такви пациенти кои што поминуваат баш на овој начин. Значи со топли облоги, обично со пиење на чај. Дали тој чај, дали е брусница или е увин чај, знае да го регулира процесот на инфламација, на некој начин да делува антиинфламаторно кај самата слузница. Но тој помал процент. Што е само до еманоза би ве прашала, бидејќи и еманоза некои земаат? Ја зимаат доста често. Тоа е мономер на шеќер, кој што сушност во денешно време доста се актуализира. Направени се голем број на студии во кои што се смета дека утре ден би можеле да ги заменат антибиотиците. Но студиите покажуваат дека не е баш така. Дека да, може би да биде како суплементарна терапија во однос на терапискиот ефект во комбинација со нешто друго, но не дека може би се уште во целост да го замени пристапот на антибиотиците.
Можеби во иднина и ќе се успее со истото, но сега за сега студиите го покажуваат дека се уште треба да се можеби држиме до некој конзервативен начин на лекување. Инаку се добиваат од брусница, ако не се лажам, од Не, брусница или деманозата не се добива од брусница, тој е широков таа паралелата што повеќето од нас ја влечат. Не, брусница значи е она бубинка, како се вика, црвеното овошје, кое што си е може да го конзумираат нели во форма на сурово или во форма на чај, дури во форма на таблети во зголемена концентрација, мада и брусницата го има, исто го имаат недокажаниот ефект, зборам од клинички студии, дека делуваат, да. А увиниот чај? Па увиниот чај, јас повеќе би го сврстила дека делува на некој начин. Не дека и брусницата не делува, кај голем број на пациенти кажуваат дека со конзумирање на голема количина на брусница, можеби актот на плакнење, на целиот тој процес на намалување на воспалението го има ефектот, нели, дека го кажува дека брусницата има ефект. За разлика од кај увиниот чај, он има лимитирачка конзумација. Само 1 литар. Не смете да конзумирате повеќе од 1 литар, а брусница може да конзумирате и 2 литри доколку има потреба. Така да миксот можеби кој што е во увиниот чај има поголем уроантисептичен ефект кој што делува и посмирувачки на барот искуствено зборувам од пациентите што кажуваат, например кога ќе им дадеме тоа, кажуваат дека увиниот чај има поголем ефект во однос на брусница. Кога станува збор за циститисот, понекога се припишуваат антибиотици, а некогаш уроантисептици. И сега што е тука различно? Што е различно? Значи тоа се некој ќе рече не пијам антибиотик. Не, тоа е исто, значи не, но и тоа е антибиотик, така? Исто е, да, тоа се иста група на лекови кои што се не се иста група на лекови, значи тоа не е на пример како да речам цитаралот или флексидот кои што се на пример група на хинолони, значи имаме група на хинолони, имаме група на уроантисептици, имаме група на цефалоспорин, тоа се група на лекови. Значи група на лекови. Да, и често пати се тие лекови кои што се комбинираат, значи не можеме да комбинираме иста група на лек. Често пати на пример комбинираме дали е тој цефалоспорин со уроантисептик или комбинираме кинолон со уроантисептик. Некогаш и само уроантисептик, зависно од причините. Само влие само на уринарниот тракт? Да, уроантисептиците делуваат само на уринарниот тракт, точно. Не го засега останатиот дел од остатокот не. И не се ни користат за остатокот од за друга проблематика, исклучиво само за проблематика која што е поврзана со уринарниот систем. Што презимате кај оние како што се повторува проблемот, станува упорен, непријатен, таман ќе се подизлекува, повторно ќе се јави, повторно ќе се подповлече, па повторна епизода со циститис. Таквите пациенти, првен зборувам за наш, мислам за кај нас и за нашите колеги кои што работат со таа проблематика, првен работиме на имунитетот. За често пати луѓето со пат на имунитет следи и активација на било каков тип на инфекција. Така. Значи тука се работи на зголемувањето на имунитетот, значи се даваат стимулатори кои што би можеле малку да го поткренат имунитетот. Често пати пациенти и особено после ковидот, знаеа да кажат дека им се зачистила појавата на ешерихија, а се носители нели на ешерихија, претходно била асимптоматска, баш заради тој пат на имунитетот. Имаме уште еден гледач, ќе го вклучиме, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Да слушнеме кој е неговото прашање. Добар ден, повелете. Молам до докторката, имам едно прашање. Секако, ве слушаме. Со мокрењето и со шерихија коли, таман шерихија коли едно 3 години ме мачи. Така што може да се преземе за да се реши проблемот и што туку зборувавме за тие упорни повторувачки инфекции со ешерихија коли. Ви благодарам за вклучувањето. 3 години има го спојата проблем. Тоа сакав да го надополнам, да се надоврзам, пошто не прекина гледачката, дека кај ваквиот тип на пациенти се ставаат на терапија на одржување. Значи, каква е таа терапија? Терапија на одржување, например, давање на минимална доза, која што обично е еднаш во текот на денот и во вечерните часови. И колку време обично трае таа терапија? Може да трае и до 8 месеци, значи може да трае и 3 месеци, може да трае и подолго, тоа зависно од причинителот и од упорноста или на неговата
вируленција кокава е во однос Значи, и советувате на гледачката да се јави на да, значи на нефролог или уролог исто, значи Така. без разлика, ние работиме таа проблематика да се препише соодветен долгорочен третман за ешерихија коли. Кој што дава резултати? Да, кај голем број пациенти. И кај пациенти, например, еве имавме пациент кој што беше со ешерихија, кој што беше зафатен еве и простата и позитивен наод во уринокултура со долгорочно лекување од 3 месеци, на сите 3 месеца исчезна. Така да сака на вистина Упорност во лекувањето. Да, макотрпен е начинот на лекување, има и доста несакани ефекти во смисла дека и може да се јават од самите антибиотици да се јави и пореметување на флората, се јави кандидиаза, но паралелно се покриваат сите можни аспекти. Имунитетот да се подкренен или за да не следат други состојби кои што можат да бидат предизвикани од антибиотиците и да, има успех во сето тоа. И сосема на крај, во однос на превенцијата, можно ли да превенираме ваков проблем? Еве, например, ако пиеме доволно течност, доволно вода. Тоа е единствениот начин. И колку вода да испиеме во текот на денот? Препорачливо е 2 литри да биде, значи 8 чаши што секаде секогаш се препорачуваат. Како да ги спиеме? Одеднаш или голтка по голтка? Не. Повеќе пати во текот на денот? Пати во текот на денот, препорачливо е да биде користење на течност, значи најдобро да може да биде тоа вода, да не биде тоа сокови или нешто слично, кои што ќе едноставно прават промивање на целиот уринарен систем и недоведување на појавата на не на хемоконцентрација, на самата зголемување на концентрацијата на урината и подлога за бактерии. Така, значи редовно празнење на мочниот мир, не се задржува урината, начинот на бришење многу битен и начинот на сексуалниот акт, односно хигиенското извршување на истото. Јас ви благодарам многу за денешното гостување и за корисните совети кои што ни ги упативте и се поврзани со циститисот. Благодарам уште. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма Амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Гледајте не секој работен ден во 12:45, 12:50 на фреквенцијата на телевизија Телма. Имајте пријатен ден.